Кој има пари ќе живее, кој не ќе се мачи како мене. Со своји очи гледав како пациенти им даваат торба со пари на доктори, додека јас чекав со часови за хемотерапија. Ова е дел од сведоштвото на пациентка која повеќе од 1 година се бори со најтешката болест и се уште се лекува на клиниката за онкологија. Кој си има пари, ќе си плати. Кој си нема, ќе си оди како нас, натам нам, ќе си плаќамо карти, пензијата ќе ни иде за вакви работи. Жена, значи од тука, иде онде на паркинг, зима, еден муж с кола го чека, од кола вади кесе, у комбе, чао. Тоа се случува. А што примамо? Има луѓе са бетери од мене, бе. Скандалот за препродавање на скапи лекови на грбот на најтешко болните кои речиси месец и пол е во рацете на обвинителството. За сега нема никаков исход. Онколошките пациенти со натрпение чекаат да се открие вистината и се надеваат дека овој случај нема да заврши како трагедијата со пожарот во модуларната болница во Тетово. Се надевам дека нема да заврши како сите претходни случаи, дека нема да имаме жртвено јагне, едно што ќе биде тој што ќе ја превземе цела одговорност. Ако народот се собереше и се поддржавме сите меѓу себе и бевме погласни, можеби ќе добиевме побрзо и ќе добиевме одговори, а ние ако седиме и ќутиме дома и се водиме со мотото, може да биде и полошо. Полошо не чека. Па се знае кој е одговорен тука. Директорите. Кој друг може да биде одговорен? Колку и да сакаме да биде ова брзо, јас мислам дека ќе треба време за да се открие коренот на проблемот. Се надевам дека во брзо време ќе добиеме барем за нашава моментална ситуација некакви одговори, да знаеме што се случува. Тоа треба да се побара одговорности од Министерство и од тие што се на повисоки функции, пошто очигледно ние меѓу себе очи ќе си вадиме овде, а некој друг ќе се тера по свое. Се надевам дека ќе се донесе одлука да се ревидира листата на лекови, дека ќе има секој ден лек, а не да чекаме да не враќаат по еднаш, 2 пати, 3 пати. Инаку паралелно со истрагата на обвинителството поради сомневањата за криминално работење на онкологија, во собранието е формирана анкетна комисија, каде претпратениците оваа недела ќе одговараат поранешните министри за здравство, Сали и Филипче, актуелниот меджити и екс-директори на клиниката.